Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе почнеме со обработка на Псалм 85. Ова е псалм кој некои толкувачи на писмото се обидуваат да го поврзат со реформите започнати во времето на Ездра и Неемија. Ова е текст кој е напишан од страна на Кореевите синови. Псалмите кои ги проучуваме во овој период имаат неколку различни автори, но интересното е тоа што сите заедно кажуваат одредена приказна. Нема да инсистирам дека редоследот на овие песни е божествено инспириран, но сепак ќе речам дека и не е случаен. Овие псалми имаат некој логичен ред и покрај другото содржински се пророчки и се однесуваат на иднината. Ке почнеме со читање на псалмот, стих 1. Господи, ти омиле земјата Твоја, го врати од пленство Јаков. Големи се шансите дека псалмот се однесува на враќањето на евреите од вавилонското робство. Иако во тоа време добар дел од нив не се вратија назад во Израел, сепак Господ ги избави од тоа робство и на сите им даде можност да се вратат назад. Но верувам дека овој псалм има и пророчки аспект. Стих 2. Ти им ги прости беззаконијата на Твоите луѓе, ги покри сите нивни гревови. Колку прекрасна слика! Причината поради која израелците низ вековите често не можеа да уживаат во благословите од ветената земја беше нивниот грев. Токму затоа псалмистот зборува за враќањето во земјата и простувањето на беззаконијата и покривањето на гревовите. Гревот е сериозно нешто и Бог е доста сериозен кога ни вели да се клониме од гревот, бидејќи може да не ги уништи животите. Старозаветната историја на израелскиот народ е добар пример за тоа. Стих 3. Го смири сиот свој гнев, ја ублажи јароста на гневот свој. Во писмото читаме дека сите луѓе се грешни и поради тој грев ние сме под Божиот гнев. Но, поради смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос, ние имаме прилика, преку вера во Христос, да се помириме со Бог. Искрено ќе ви кажам дека јас не сум загрижен за Божиот гнев, бидејќи поради вера во Христос мене ми се простени гревовите. Но, ќе ви кажам што ме загрижува. Фактот дека еден ден секој од нас ќе се појави пред Бог за да даде отчет за својот живот. Има разлика помеѓу тоа да се застане пред Бог за да се прими неговиот суд, а тоа е за оние кои не веруваат, и да се застане пред Него за да се даде отчет за својот живот. Тоа е и за оние кои веруваат во Него. Да се вратиме на псалмот. Псалмистот зборува за тоа како Божиот гнев се смирил, што значи дека на некој начин зборува за избавувањето на израелскиот народ. Многу често во писмото читаме за Божјата милост покажана кон израелците, но за жал, тие често не ја ценеа таа милост. Стих 4. Поврати не Боже спасение наше и одврати ја Твојата јарост од нас. Зар вечно ќе се гневиш на нас или ќе го протегаш гневот свој од род во род? И покрај тоа што во првиот стих вели дека Бог го врати Јаков назад, сега авторот повторно бара од Бог да го врати народот назад. Може би не станува збор за нивно физичко враќање, туку да почнат да ја уживаат благосостојбата во која се нашле порано. Ќе продолжиме со читање. Стих 6. Нема ли Боже да се повратиш и пак да не оживееш и луѓето Твои да се зарадуваат во Тебе? Ова треба да биде молитвата и на христијаните денес. Да бараме Бог по Неговата милост, да ја оживее радоста и љубовта во нас и да ни даде да се радуваме во Него. Стихови 7 и 8. Покажи ни ја Господи Твојата милост и подари ни спасение. Ке чујам што ќе ми рече Господ Бог, зашто Тој ќе зборува за мир на својот народ и на своите светии.
и на оние што со срцето свое му се обраќаат нему. Зарем не е мирот она по кое копне е светот? Но писмото јасно не учи дека мирот може да се најде само во Бог и ќе им биде даден на оние што со срцето се обраќаат кон Него. Стих 9. Да, спасението од Него е блиску до оние кои се бојат од Него, за да ја насели славата своја во нашата земја. Колку убава слика ни е представена во овој стих. Авторот зборува за земјата која Бог им ја даде на израелците и како таму ќе се насели со славата своја. Ова се однесува на иднината, на оној остаток од израелскиот народ, кој искрено го бара и ќе го бара Бог со сето срце. Ќе продолжиме со читање. Стих 10 е еден од највпечатливите во писмото. Таму се вели: милоста и вистината ќе се сретнат, правдата и мирот ќе се целиваат. Една од причините зошто немаме мир во светот е бидејќи немаме праведност во светот. Пред да имаме мир, ќе треба да и дозволиме на правдата и праведноста да владеат помеѓу нас. Но, околу нас гледаме хаос, бидејќи има многу неправда. Неправдата не е само во светот, туку и во соседството, а и во самите нас луѓето. Се додека не се свртиме кон Бог и се додека не ја бараме Неговата праведност, нема да знаеме што е мир. Стих 13. Праведноста ќе оди пред Него и на патот ќе ги става стапките своји. Кога Господ Исус во полнота ќе го воспостави своето царство на оваа земја, во тоа царство ќе владее праведност. Сега е наред Псалм 86, кој всушност е молитва на царот Давид. Значи, станува збор за Давидов псалм, кој е навистина посебен, бидејќи во него често се користи зборот Господи. Ке почнеме со читање на првиот и третиот стих. Приклони го Господи увото свое и услиши ја молитвата моја, зашто сум беден и сиромав. Помилуј ме, Господи, зашто кон Тебе викам секој ден. Во една од предходните епизоди, посветени на оваа старозаветна книга, спомнав дека во псалмите најчесто се користат две Божји имиња. Елохим, кое се однесува на Бог како создател, и Јахве, кое се однесува на Бог како оној кој е свет, но и спасител. Но во овој дел од псалмите се користи и името Адонаи. До ден денешен евреите не го користат името Јахве. Името Адонаи е како еден вид на замена за името Јахве и исто како името Јахве. Адонаи се користи кога се зборува за Господ како некој кој е свет и спасител. Ке продолжиме со читање на текстот. Стих 11. Упати ме, Господи, кон Твојот пат, и јас ке одам во Твојата вистина, и дај ми непоколебливо срце, за да го почитувам името Твое. Некои толкувачи на писмото се обидуваат да го представат овој псалм како месијански, но сметам дека тоа е погрешен пристап. Знаете зошто? Затоа што Господ Исус немаше потреба да бара од небесниот татко да го упатува кон својот пат, ниту пак да вели дека ќе оди по Божјата вистина, бидејќи самиот тој е вистината. Но овие зборови и тоа како може да се однесуваат на нас и да бидат наша молитва. Еден теолог ги има напишано следните зборови. Ова е тоа кое навистина им недостасува на Божите луѓе. Има христијани кои се клонат од правење зло, но истовремено и не се клонат од нештата кои не неопходно се зли, ама сепак не го унапредуваат нивното сведоштво за Бог. Тоа ви е исто како да треба да патувате некаде, но наместо да сте во вашето возило, вие да бркате пеперутки по ливадите и да не ја исполнувате својата цел. Сигурно и самиот Сатана се чуди кога не гледа како не паѓаме на искушенијата поврзани со царствата на овој свет, а сепак самите си наоѓаме беззначајни активности од секојдневието на кои го губиме нашето време. Затоа, за нас ќе биде добро и полезно ако ги преиспитаме нашите животи, особено нештата на кои го трошиме времето,
и да видиме колку од нив се за наша полза, а колку од нив едноставно ни го одвлекуваат вниманието од она кое ќе ни даде духовна полза. Мислам дека малкумина се оние кои доволно се грижат за својата душа за да направат таков потфат. Денес има многу христијани кои се во служба во црквата, кои можеби не прават некои скандалозни гревови, а сепак се мрзеливи и си го трошат времето на безполезни активности. Тие се зафатени со различни нешта, но главната задача им останува незавршена. Затоа, треба да сме внимателни. Ова се однесува на секој искрен христијанин. Треба да бараме од Бог да ни упатува по неговиот пат и да не чува од активностите кои ни го трошат животот, а не ни даваат ништо вредно за возврат. Псалмистот бара од Бог да го насочи по неговиот пат. Знаете, кога апостолот Павле се обрати кон Господ, тој го праша: "Што сакаш од мене?" Книга Дела, глава 9, стих 6. Господ веднаш му даде одговор на тоа прашање и му ја откри својата волја. Кога доаѓаме кај Господ со ваква молитва и бараме и очекуваме од Него да не води по својот пат, Господ ќе го стори тоа, бидејќи така ветил. Во Псалм 32, стих 8, тој вели: "Ке ти го покажам патот по кој да одиш, ке бдеат очите мои на тебе." Ако сме послушни на тоа што Бог ни го кажува, ние ќе чекориме во вистината, односно во светло на Божиот збор. Ова е неверојатен псалм. Сега накратко ќе го обработиме Псалм 87, кој е дело на Кореевите синови. Сакам да напоменам дека овој текст не е напишан за, туку од страна на Кореевите синови. Оваа песна се однесува на Сион, Божиот град. Стихови 1 до 4. Основите негови се горите свети. Господ ги сака портите сионски повеќе од сите населби на Јаков. Граде Божи, преславно се зборува за тебе. Ќе ги спомнам меѓу оние кои ме знаат: Рахав и Вавилон, и филистејците, и Тир, и луѓето од Етиопија, и тие се родија таму. Тука авторот зборува за Рахав и Вавилон, и тоа е навистина интересно поради значењето на овие зборови. Рахав значи горделивост, а Вавилон значи бунило. Мислам дека тие два зборови се најдобар опис на моменталната состојба во светот. Насекаде околу нас има горделивост и бунило, но доаѓа ден кога Христос повторно ќе дојде на овој свет, ќе го воспостави своето царство и сите кои се надеваат на него ќе бидат дел од тоа царство, во кое ќе владеат понизноста, правдата, радоста, спокојот и Божјата љубов. Стихови 5 и 6. А за Сион ќе речат: тој и тој човек се роди во него, и самиот Севишен го зацврсти. Кога ќе се пребројуваат народите, Господ ќе напише: овие се родија овде. Сега доаѓаме до Псалм 88, кој е всушност една од најтажните песни во Светото писмо. Во него читаме за очајот на авторот. Предходниот псалм беше доста весел, а во овој расположението е доста поразлично. Ќе прочитаме само два стихови од овој псалм, стиховите 1 и 15. Господи, Боже на моето спасение, дење те повикувам и ноќе сум пред Тебе. Јас сум несреќен и од раната младост се мачам, страдам во ужас и очаен сум. Интересна слика, зарем не? Од една страна, авторот вели дека Господ е Бог на неговото спасение и дека го повикува, но од друга страна, на крајот вели дека е несреќен и страда во ужас и очај. Помеѓу толкувачите на писмото има различни мислења поврзани со авторството на овој псалм. Некои велат дека Јов е авторот, други дека е царот Озија, трети дека станува збор за Еремија или пак за царот Езекија. Но, ова се шпекулации. Не можеме да знаеме со сигурност кој е авторот, но барем знаеме во каква состојба се наоѓал додека ги пишувал овие зборови.
Според стих 15, очигледно е дека бил во многу тешка ситуација. Прашањето е, зошто страдал? Поради своите или поради туѓите гревови? Дали затоа што самиот си нанел некаква неволја или пак доживеал некаква неправда? И на ова прашање немаме конкретен одговор. Но тоа што е важно е да знаеме дека без разлика кои се причините за нашето страдање, ако дојдеме кај Бог со вера и понизност, тој ќе ја слушне нашата молитва и нема да остане рамнодушен на нашата состојба. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.